Добро вечер. Вторник, 22 часот и 30 минути, во наредна политичка анализа на емисијата во Центар. Два настани во неделата ја растресоа јавноста во Република Македонија, едниот емотивно, вториот многу малку. Помина под радар. Дел беше прикажан, дел беше забележан, дел беше анализиран, меѓутоа помина под радар. Помина под радар на пошироката македонска јавност. Во делот, во наводници на информираната македонска јавност, предизвика силни реакции, силно внимание, бидејќи има многу поголема тежина, многу поголема политичка, безбедносна, футуристичка, што ке речи идна политичка тежина во споредба со овој прв настан кој предизвика драматична емотивна реакција на македонскиот јавност. Првиот настан се однесува на Кочани, документарецот на ИРЛ, кој се однесува на Кочани, 6 месеци после трагичниот настан во Кочани, 62-63 жртви. Вториот политички настан кој поминува под радарот се парламентарните избори во Молдова, каде што партијата на Маја Санду победува со 50%, нешто повеќе од 50% од освоените гласови, повеќе од половина од пратениците во молдавскиот парламент. И тоа е клучен настан, бидејќи тоа го разговараме, тоа го анализираме барем 6 или 7 месеци. Украина, Молдова, две клучни држави кои излегуваат од прегратките и пазувите на поранешниот Советски Сојуз, се ослободуваат од руските прегратки. Тие две држави, првенствено Украина, а после тоа и Молдова, ќе бидат локомотивата која ќе треба да го изнесе и овој вагон или вагонетки на Западен Балкан во правецот на Европската Унија. Во четврток имаме дополнителна анализа, се надам дека четврток, може петок, има многу обврски, ако не е четврток, ако е петок, ќе имате разбирање за пржино 3, бидејќи ова што се случува со Кочани, документарецот Нирала има драматична тежина на политичките разврски во Република Македонија. Сега ќе се обидеме да објасниме што всушност се случува зад завесата. Не што е содржината. Содржината е страшна. Содржината е тешка за гледање. Содржината е тешка да биде проголтана, да биде консумирана. Меѓутоа, ние бидејќи сме емисија која 30 години всушност анализира што се случува зад брдото, зад ридот, зад планината, зад завесата, вечерва ќе се обидеме да анализираме што се случува зад завесата. Меѓутоа, на почеток за изборите во Молдова и какви драматични консеквенции ќе има не само за прашањето на Источна Европа, туку и за Република Македонија, дали ќе биде дел или ќе биде надвор од тој процес. Маја Санду, која беше допред неколку години премиер на Република Молдова, сега е председател, минатата година беа председателските избори, едни доста тензични председателски избори, кога едва и се победи со 1,2% разлика, кога Ќоро и сакото беше ставено на едната или на другата страна, на едната страна Европска Унија, па дел на Соединетите Американски држави, Соросови структури на другата страна, значи на проруската страна, Москва, сателитите на Москва и така натаму и така натаму. Молдова, која всушност и не е држава, знаете, бидејќи нема контрола на целата своја територија, некаде 10 до 15% е територијата на Приднестровје, која е одцепено 1990 година од територијата на цела Република Молдова, и всушност таква држава која произлегува од чинелот на поранешниот Советски Сојуз, некаде 2011-2012 година категоричко се спротивставува на руското влијание во Молдова и преку Молдова, бидејќи тоа е најзападниот клин на поранешниот Советски Сојуз кој навлегува длабоко на територијата кон Романија, кон Маđарска, односно Унгарија, во правец на Европската Унија, така натаму и така натаму. Молдова секоја се сметаше за жариште после Украина, каде што руското влијание може да дојде до израз. И сега во Молдова се мобилизира целата јавност, целата антируска во наводници јавност, прозападна јавност, начело со Маја Санду. Маја Санду се појавува во наводници на политичката сцена некаде во исти период со Христијан Мицковски. 2016-2017 година беше формирана политичката партија на Маја Санду. 2017 година Христијан Мицковски доаѓа на чело на ВМРО-ДПМН, неколку месеци претходно е генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Заедно одат на првиот во наводници самит на ИПП, Европската народна партија, каде што членуваат сите овие десно центар или десни партии од Европската
унија, Христијан Мицковски и Маја Санду. Маја Санду е голема звезда, која Христијан Мицковски прв пат во име на ВМРО ДПМН се појавува на самитот на европските десни партии. Тогаш Маја Санду категорички зачекорува и влегува во конфликт со руското влијание во Молдова. Гледате, Молдова е многу во наводници попроблематична држава од Република Македонија. Всушност и не постои молдовска нација. Тоа е романски јазик кој се пишува на кирилица. И една таква нација, која вие ќе одите во Молдова, тамо повеќе од половина од населението говори на руски јазик. Кога една таква држава, која е во многу полоша ситуација од Република Македонија, во 10 години ќе го изоди патот, јасно, категорично ќе се декларира дека сака да биде членка на Европската унија, тогаш треба капа да им симните. И сега нели го поставуваме прашањето, како може една таква Молдова, која е несиметрична држава, која е држава поставена на стаклени нозе, која е држава која поминува низ еден силен процес на ферментирање, блиски се со Романија, говорат некаков во наводници говорат некаков романски јазик и пишуваат на кирилица. Произлегуваат од Советскиот сојуз, со драматично руско влијание, повеќе од половина од населението пишува, чита, говори на руски јазик, без разлика што се чувствуваат молдовци. Тие говорат на руски јазик бидејќи тоа е всаден систем во системот на молдовско образование, каде што еден дел, да не речам голем, да не речам најголем дел од молдовската емиграција или овие кои се печалбари работат на територијата или на Украина или на Руската Федерација, на кои наводно им било оневозможено да гласат, плюс Приднестровје каде што беа најголемите магазини на руско оружје или руско вооружување, кој подосна се продаваше ширум источна Европа, во арапските држави и така натаму и така натаму. Александар Лебед, генералот Александар Лебед беше начело на војните сили кои беа стационирани во Молдова. Значи една таква држава вие излекувате од руски прегратки. И сега се прави еден пакет каде што ќе биде некоја нова Украина плюс минус 20% од територијата која нема да го контролира, значи некоја поделеност на источна и на западна Украина, ќе биде Молдова, ќе биде Црна Гора, ќе биде Албанија, никој не смета на Косово и на Босна и Херцеговина и ќе се решава ребусот во соседна Република Србија. Србија ќе биде дел или нема да биде дел на тој пакет. Не е можно проширување на Западен Балкан кон Европска унија, а тамо да не биде вклучена Република Србија и ќе биде решавано македонското прашање. Ние сега ќе имаме 1 до 2 години за да можеме да одлучиме сакаме да бидеме дел на тој пакет или не сакаме да бидеме дел на тој пакет. И тоа може да има драматични консеквенции врз безбедносните и политички разврски во Република Македонија. И таков настан поминува под радарот на македонската јавност. И тоа е проблем. Кога вие денес ќе прашате македонската јавност, што се случува во Бугарија? Биле на концерт на Робин Вилијамс. Толку. Никој ништо не знае. Хозе Харерас, Пласидо Доминго има феноменален концерт пред 1 месец во центарот на Софија, пред црквата Александар Невски и ништо не е информирана македонската јавност. Ние сметаме дека бугарите се останати тамо некаде во периодот на 2 червени, во меѓувреме тие станат членки на НАТО, членки на Европската унија, исто како и Романија, иако до пред 20 или 30 години сме биле Америка за нив, денес, за жал, тоа не е така. И се доека македонската јавност ја држиме во темница, не е информирана, не излегуваме ова да ја го објасниме, бидејќи се плашиме дека еден дел на македонската јавност може да се конфронтира со нас, тогаш ние правиме во наводници злостор пред македонската или врз македонската јавност, бидејќи неинформирана јавност е јавност која е необразована и која не знае правилно да носи одлуки за својата иднина. 2012 година, уште неколку збора за Молдова или за Молдавија. 2012 година снимаме во Кишињев, главниот град на Молдова. Имаме неколку интервјуа, дел од тие интервјуа може да ги погледнете во оние стари емисии во Центар. Снимаме со првиот човек на Хелсиншкиот комитет на Молдова. Што ќе рече Соросоид пар екселанс. Доаѓаме таму во негова канцеларија, разговараме за деца кои се киднапирани, за деца кои се продадени надвор од Молдова. Разговараме со бројот на малолетни самоубиства, највисок процент или втора држава беше. Варира дали некоја се прва, дали некоја се втора држава, според процентот на малолетна самоубиство, на малолетни убиства на деца. Сами се убиваат, бидејќи родителите се надвор, работат, печелат и остануваат со бабите или се незгрижени, така натаму, и се случуваат драматични процеси. Доаѓаме да снимиме со него, се обидуваме да снимиме на англиски јазик, не разбира англиски јазик, снимиме на руски јазик. Гледате,
една шашардисана држава. Ние доаѓаме и од Романија, влегуваме во Молдова, чекаме 6 часа на граница. Бидејќи не може да го пополнат АТА карнетот. Знаете, коите да снимате во странство и носите опрема, вие мора да имате АТА карнет. Остават одреден капар во Стопанската комора на Република Македонија, тие ви дават АТА карнет и со тој АТА карнет ја напуштате територијата на Република Македонија. Значи, преку Македонија, Бугарија, влегувате во Романија, од Романија во Молдова и кога се вратите назад по истата таа траса, треба да дојдете во Стопанската комора, потпишан, печатиран АТА карнетот, го доставуваат и тие ви го враќаат капарот кој вие го ставате. Наплаќаат некоја провизија 200-300 евра и на тој начин функционира целиот тој систем. Значи една таква држава која не знае царината 6 сати да пополни обичен АТА карнет 2012 година, сега 2025 година е многу понапред од нас на патот кон Европската унија. Како човек тоа да не го разбери трагично, да не го разбери страобално, бидејќи тоа се процеси врз кои вие не можете да делувате, кои не можете ниту да ги забрзате, ниту да ги успорите и можете само да гледате како на некоја железничка станица покрај вас поминуваат возови, а за вас нема место во тие возови. 2008 година ние снимаме во Романија, влегуваме на Темишвар. 10 часа не знаат, не може да пополнат АТА карнет. Не молат да влезиме во Романија без да не биде пополнат АТА карнетот, велат влезите, нема проблем, може да излезите, воопшто не треба да пополниме никаков документ, бидејќи не знаат тоа да го направат. Денес таа Романија, посебно Темишвар, каде што е дојден од пред некоја година нов градоначалник, па тие се Европа за нас, Америка за нас. Па вие кога ќе погледнете низ автопатиштата во Македонија, какви романски возила од Темишвар, од Арат, од Брашов, од Букуреш проаѓаат, само застанете на некоја бензинска пумпа од Куманово доле до Гегелја, за да сватите колку светлосни години се тие пред нас, членки на НАТО, членки на Европската унија. И ние ништо не знаеме за Молдова. А сме нели полна уста имаме со македонски патриотизам. Крсте Петков Мисирков, 1917 и 1918 година, тој е представник во Молдавскиот парламент. Гласа против обединување на Молдова со Романија и го протеруваат од Молдова за македонските работи. Некаде пред 10-15 години еден македонски магазин го прогласи Крсте Петков Мисирков за личност на векот, за македонец на векот, значи најзначајна личност последните 100 години во Република Македонија. И тие процеси ни проаѓаат. Никој не се замислува, никој не става прс на чело и разговараме тука за бенигни, за небитни работи во Република Македонија. Кој ќе биде советник во општина Радовиш, кој ќе добие некаков тендер од 100-200 евра. И така всушност ние правиме одредени пирамиди на политичката сцена и на крај тие пирамиди кои се Потемкинови села не можат ништо да ви испорачаат добро ниту за државата, ниту за политичките партии кои ги предлагат или ги номинират, ниту пак за јавноста и граѓаните кои гласат на одредени избори. Ајде да дојме за Кочани, тоа е суштинската или централна тема на нашата вечерашна анализа. Кочани повеќе од 6 месеци помина, 62-63 жртви. Никогаш ниту сум снимал, ниту сум помислил да снимам со некои членови на семејствата на кои им загинаа жртви во Кочани, некои од преживеаните. Тоа е, според мене, според моето чувство за журнализам, како сериозен новинар во Македонија или било која друга земја во светот, треба да функционира. Да не игра на картата на емоции, на злоупотреба на емоции, на манипулација со одредени емоции. Сите во нашите кариери сме правели одредени работи, со кои можеби не сме најсрекни после 5, после 10, после 15 години, сите врвни новинари во Република Македонија, од покојниот Никола Младенов до Оливера Трајковска, значи едно од колешките кои најмногу ги ценам во Република Македонија. Има работи со кои сме исклучително срекни и задоволни, има работи со кои не сме срекни што сме ги правиле. Ваква манипулација со емоции, како што беше во документарецот Нирала, не велам дека е лошо направен. Ја не велам дека не треба да биде направен. Бомба направи. Растур систем. Но таква злоупотреба на емоции. Гледате, документарец составен од два дела. Емотивен дел, 7-8 минути, жртви на овие настани трагични во дискотеката Пулс во Кочани,
семејства, членови на семејства раскажуваат, солзи ви доаѓат, едва и можете тоа да го изгледате. И втор дел, кај што имате драматична манипулација. Гледате, кога вие правите закочени, тогаш мора да градирате 3 нивоа. Имате политичка одговорност, имате полициска одговорност и имате кривична одговорност. И тоа се занемарува и одеднаш се пласира одредена теза дека истрагата скрила одредени елементи од истрагата. Намерно, и ако не биле скрини тие елементи, тоа биле виновниците за тоа што се случи во Кочани. Значи една мета која се става. Значи нема министар за полиција, нема директор за јавна безбедност, нема агенција Рубикон, нема ВМРО, нема полиција, нема овие обезбедувања кои седат на влезовите во сите дискотеки и прават транге-франге со бело во сите ноќни клубови во Република Македонија, но еве сега се најдени жртви на истрагата која ги скрила доказите, а ако не ги скрила доказите, тогаш ќе бил расчистен случајот со Кочани, дискотеката Пулс во Кочани. И кога ќе влезете во еден таков процес на драматична играрија со емоциите, не само на семејствата, не само на жртвите или тие кои се спасиле од дискотеката во Кочани, туку со целата македонска јавност, тогаш знаете, човек си го поставува прашањето каде оди професијата журнализам и новинарство во Република Македонија. Значи имате политичка одговорност. Министар за внатрешни работи, премиер на влада. Имате полициска одговорност. Прв човек на униформирана полиција или прв човек на Бирото за јавна безбедност, прв човек на СВР Кочани, прв човек на СВР Штип, значи имате политичка одговорност. Имате кривична одговорност. Тие кои правеле криминал и со криминал дозволувале да функционира дискотеката Пулс во Кочани. И сега имате приказна, скриени се сторителите. Значи ниту еден во синџирот на ова политичка, полициска, кривична одговорност се занемарува и се наоѓаат нови сторители на злосторството во Кочани на коим се става мета. Да, вработен во управата за јавни приходи е споменат, добивал поклони, јавувал кога доаѓа инспекција на управата за јавни приходи, но не кажал кога доаѓа полиција, не кажал ништо друго. И тој треба да биде на клоци избркан од управата за јавни приходи. И одеднаш се прави парабола, неговата сестра пред неколку месеци станува ВД председател или ВД председателка на Кривичниот суд во Република Македонија. Значи ако таа не беше ВД председателка на Кривичниот суд, тогаш немаше да биде интересна информацијата која се објавува во македонската јавност. Тој е виновен бидејќи сестра му е ВД председателка на Кривично. Ако не била сестра му ВД председателка, тогаш не е виновен. Па тогаш таа информација која нели свиркачите ја доставуваат до ИРЛ, можела да биде доставена пред 4 месеци или пред 5 месеци. Таа тогаш не беше ВД председателка на Кривичниот суд. Значи вие сте виновен ако сестрата ви е на функција, но не сте виновен ако сестрата не ви е на функција. Ајде да се обидам да објаснам како се прави манипулација со јавното мислење во Република Македонија. Ние имаме проблематични односи со Република Бугарија. Во еден историски, политички, секаков друг контекст. И кога вие ќе видите на што се должи конфликтот помеѓу Македонија и Бугарија, најпроблематичен во наводници е периодот 41-44 година. Бугарска окупација во Република Македонија. Да, имаше бугарска окупација во Република Македонија. И што ние најмногу им замераме на бугарите? Знаете, кога вие ќе се обидите како тесто да ја измесите таа бугарска окупација на Република Македонија, да ја персонализирате и така персонализирана да ја презентирате пред македонската јавност, тоа е убиството на 12 млади деца во селото Ваташа. Селото Ваташа во Кавадаречко. Значи 12 жртви. И ние за 12 жртви, бугарите им ставаме таков товар на вратот, апсолутно со право. И им замераме на бугарите. И окупација 41-44 година, и тоа што го правеа, зверствата што ги правеа врз македонскиот народ, така натаму и така натаму, и најмногу ги стигматизираме за 12 жртви во Ваташа. Тука имаме 63 жртви. Ако оваа влада води таква кампања со право кон Република Бугарија за 12 жртви на Ваташа, за тие 4 години што го правеле во Република Македонија, 41-44 година, тука имаме 63 жртви.
Кој има политичка одговорност, полициска одговорност за тие 63 жртви? По 1, 2, 3, 4 години Панче Тошковски, Христо Мицкоски нема да можат со наведнати глави да поминат по македонските улици. Ако на рацете на овие бугарски окупатори, кои во еден дел били од територијата на Република Македонија, меѓутоа бугарски окупатори 41-44 е крвта на 12 деца од село Ваташа. Овде имаме 63 жртви. Панче Тошковски, министар за внатрешни работи, и Христо Мицкоски, премиер на македонската влада. Тој е стравичен товар. И некој сега се обидува тој стравичен товар, кој е на грбот на Панче Тошковски и на грбот на Христо Мицкоски, да го тргни и да направи манипулација со македонската јавност. Еве истрагата ги крие вистинските сторители. Кои се вистински сторители? Тој некој, немам други зборови, идиот, вработен во управата за јавни приходи, кој добивал некакви поклони од газда Деко, газдата на дискотеката Пулс во Кочани. И вие сега, вадејќи го чинелот на сите кои направија глупости, кои направија кривични дела, полициско, политичко злодело во Кочани, овој идиот кој го вадите шинелот, тој да биде вистинскиот сторител. Се извинувам. Ама ако тоа помине во македонската јавност, тогаш може да ви прават што сакат. Можат кого сакат да го стигматизират, да го вадат, да го спружуват на насловни страници, што викаше Илија Дибовски на медиумите во Република Македонија, вие да се ирите, да голтате све што ќе сервират, и тогаш ова држава мислам дека има иднина која е трасирана да оди во провалие. Судиката се вика Даниела Димовска, председателката на Кривичниот суд во Република Македонија. Случајно кај неа е случајот Пулс во Кочани. Таа треба да го суди случајот Пулс во Кочани. Или незиниот суд треба да го суди случајот Пулс Кочани. Можете ли да замислите каков притисок? Сега треба да се судат овие кои се газди, скриени сопственици на агенцијата Рубикон. Па имате изјава на Христо Мицкоски кој вели: најдете ми еден доказ каде што може член на некоја агенција за обезбедување која е замешана со прстите во медот во дискотеката Пулс во Кочани, да оближите го, најдете го дека имал контакт со мене, јас ќе се поднесам оставка. Гледате, во овој документарец немате изјава ни на Мицковски, немате изјава ни на Панче Тошковски, имате изјава на јавниот обвинител кој нема вработен во управата за јавни приходи кој е замешан. Одеднаш гледате управа за јавни приходи која трга пломбата бидејќи под блокада е работењето на ова дискотека. Тоа е неважно. Неважно кој од врвот на управата за јавни приходи, сигурно не е овој идиот кој е фатен да зима поклони од газда Деко, не ја има трнато блокадата за функционирање на таа дискотека. Значи некој од самиот врв на управата за јавни приходи и тоа се занемарува. Значи гледате, све се занемарува и се прави една таква манипулација со македонската јавност. Ајде, поставете си го вистинското прашање. Кој може да располага со такви безбедносни информации кои беа објавени во овој документарец? Луѓе кои имаат безбедносни сертификати од јавното обвинителство на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи, дали организиран криминал за борба против компјутерска одредена криминалистика и така натаму и така натаму. Значи луѓе кои ги поминале сите безбедносни проверки, кои имаат безбедносни сертификати, дали во обвинителството, дали во Министерството за внатрешни работи, се во контакт со овие информации. Во една ваква жештена, политички и секаква друга емотивна, човечка атмосфера поврзана со настаните во Кочани, која растурија македонската јавност, зарем вие мислите дека вработен, без разлика на која позиција, во Министерството за внатрешни работи или јавното обвинителство, ке се дрзни на ИРЛ или на некој новинар ВРЛ да им дади или да им сервира одредени информации од таков формат, со таква тежина, од таков калибар? Тоа, ке ми извините, може да го направат само две личности во Република Македонија. Или министерот за внатрешни работи, или од јавниот обвинител на Република Македонија. Тие располагат со информации и тие би се дрзнале да дадат такви. Не велам дека тие ги дале, но само две личности од таков формат може тоа да го направат. Го имате Панче Тошковски, значи една година ви правам политички анализи,
Гори Панче Тошковски, министер Воган и го имате Лјупчо Коцевски, јавниот обвинител. Јавна тајна е дека позицијата на Панче Тошковски не е стабилна во македонската власт. Гледате, имате две слични афери. Првата афера со првиот човек на Агенцијата за национална безбедност, сертификат, јазичен сертификат од Бугарија, Пловдив, има, нема. Гледате, две свети крави во наводници на македонското новинарство ги вада двете клучни афери. Случајно тие се платени со странски пари, што е помалку важно. И случајно тие се платени со македонски пари. Пари кои јас, вие и сите кои гледат ова емисија ги плаќаме во македонскиот буџет. Преку македонската радиотелевизија силни, да не речам тешки милиони им се дават на тие две свети крави на македонското новинарство. И оправдано прават програма, таа програма емитуваат пред македонската јавност, но знаете, кога вие имате одредени права, имате одредени обврски и пред македонската јавност, но што е најважно, пред вистината и што уште е поважно, да не манипулирате со вистината и со чувствата на македонските граѓани. Ете се вади аферата со првиот човек на Агенцијата за национална безбедност. Според мене, тој требаше веќе другиот ден да се поднесе оставка. Да биде сменет, да дојде нов човек на чело на Агенцијата за национална безбедност и таа да може да функционира во полниот капацитет на функцијата што е бавува незиниот прв човек. И имате сега избор на прв човек или председател на Кривичниот суд во Република Македонија. Јавна тајна е дека некаде пред една година прострои во новинарските кулуари дека судика со потекло од Велес е најсериозен кандидат да биде прв човек или веде председател на Кривичниот суд на Република Македонија. Случајно Панче Тошковски со потекло од Велес, случајно неговиот кум Игор Јанушев, кој е генерален секретар на македонската влада, е со потекло од Велес и не се случува човек, судика со потекло од Велес да дојде на прв или на чело на Кривичниот суд на Република Македонија. Гледате, две афери, не велам дека тоа го прави Панче Тошковски, само гласно размислувам. Две афери, безбедносна афера за првиот човек на Агенцијата за национална безбедност. Зара мислите дека Оливер Спасовски, кој гледа како да се спаси својата кожа, Виктор Димовски, не знам, Јовче Ременски, дека тие би се дрзнале при промена на власта, кога ВМРО како олуја, како цунами ја освојува власта на парламентарни и претседателски избори, да влезат во конфронтација со првиот човек на Агенција за национална безбедност. Имате сега афера братот на сегашната веде председателка на Кривичниот суд. Значи две афери кај што на тапет се две клучни позиции во безбедносната сфера и во судската сфера. Кој има тамо одредени афинитети? Па еден од двајците кои ги споменав. Или јавното обвинителство, или Министерството за внатрешни работи. Ајде да се обидам да ви објаснам, нели да ви дешифрирам како функционираат политички партии во Република Македонија. Значи ги имате Јовче Ременски, кој бил еден од главните оперативци, сопруг на Фросина Ременска, жена која многу е почитувам, која имала интервју во рамки на емисијата во Центар. Таа е сега конзул во Венеција, некаде северна Италија. Сега политичка партија која сака да и се свети на Фросина Ременска или на Јовче Ременски, да го обвини дека ровари нешто во Агенција за национална безбедност, дека сервира одредени афери до македонските новини, не знам дали е точно или не е точно, меѓутоа само анализирам што може да се случи. Значи, било која политичка партија во налет на бес, на нервоза, ќе го врати Јовче Ременски назад во Република Македонија. Но Јовче Ременски во Венеција е многу помалку опасен за било која власт во споредба со тоа Јовче Ременски да биде вратен во Република Македонија. Биде вратен во Република Македонија, ќе пие кафе, ќе сервира информации, ќе може да лобира, ќе може да жонглира, да прави најразлични медиумски, политички и секакви други безбедносни пируети. Дали му се љути Орце Камчо, дали му се љути сегашното раководство на ВМРО ДПМН, дали му се љути првиот човек на Агенција за национална безбедност, е тотално небитно. Ако биде вратен назад, е многу поопасен од тоа да биде во Венеција, да биде Фросина Ременски конзул на Република Македонија во Венеција. Така функционира секоја политичка партија, знаете, кој правите одредени анализи. Јавна тајна е дека еден од поранешните директори на Агенцијата за национална безбедност имал таен стан во зградата на малата Вања Ѓорчевска. Значи, таен стан во зградата на Лјупчо Палевски. И јавна тајна е дека Лјупчо Палевски не пеел, солфеш правел на дневна основа
во комуникација со овие структури. Па само кога ќе погледнете, еден ден може да го објава моето досие, ќе бидете шокирани. Ги паркират како болиди, ги терат да водат или да имат проруска реторика и врз база на таа проруска реторика да се доближат до новинари, до политички партии, па дури и да го центрират, да го паркират кај поранешниот лидер на македонската опозиција и отко така ќе го паркират да можат после да ги месат како тесто. Така функционираат тајните служби во Република Македонија. И ваква афера, мислите дека може да отвори Оливер Спасовски, Виктор Димовски, Овчаренски? Апсолутно не. Ваква афера отвора некој кој е високо во хиерархијата на безбедносните структури, кој чисти безбедносен ривалитет, политичко влијание, сака да има чист простор. Видите, јавна тајна, не е јавна тајна дека јавниот обвинител му се бројат деновите за останување на таа функција, изгласана му интерпелација, таа интерпелација процесот го води левица и ВМРО ДПМН и структури на ВМРО ДПМН се приклонуваат кон тој процес, значи изгласана му интерпелација и сега е само прашање на техника кога ќе биде сменето таа позиција. Знаете, со така изгласана интерпелација вие нема што да останувате на чело на таа функција. И имате министар за внатрешни работи, исто е јавна тајна и него му се изборени деновите. Гледате, тука има две можности. Или министерот за внатрешни работи ќе го заврши својот мандат во ноември, или министерот за внатрешни работи ќе биде посилен од македонската влада и ќе може да прави што сака во однос на македонската влада. Тоа се тие две работи. Во зависност од политичките разврски, вие може да жонглирате во кој правец ќе одат работите во Република Македонија. Меѓутоа и едниот и вториот имат многу неизвестна обвинителска, министерска, односно политичка кариера. Во оној момент кога министерот за внатрешни работи со своји изјави ќе се спротистави на премиерот, каде што е министер во неговата влада, тогаш на политичката сцена нема место за двајцата. Ако излегува Христијан Мицковски и вели тоа што се случува со Вардариште, е форма на хибриден напад на Република Македонија. И излегува после него министерот за внатрешни работи и вели не е хибриден напад, нема елементи на хибриден напад. Тогаш лажи или премиерот или министерот за внатрешни работи. Но во таква ситуација, во една иста влада, нема место за Мицковски, нема место за Панче Тошковски. Ако остане Панче Тошковски, тога значи дека Панче Тошковски е многу помоќен во структурите внатре во ВМРО, во структурите надвор од ВМРО, но во рамки на Република Македонија, но и во структурите на соседните држави кои се заинтересирани за состојбите во Република Македонија во однос на Христијан Мицковски. Кој има таква ситуација, тогаш може би во поидаков контекст треба да ја третираме или да ја анализираме изјавата на Александар Вучич дадена некаде пред 30-40 дена, дека во Кочани станува збор за човечки фактор. И ако во Кочани станува збор за човечки фактор, кој ќе има полициска, кој ќе има политичка и кој ќе има кривична одговорност. Сума сумарум, секој истражувачко новинарство во Република Македонија треба да биде поддржано. Треба да биде наградено, треба да му се дадат сите ресурси кои стојат на располагање на оваа држава. Тоа што е проблематично, да се манипулира со чувството на граѓаните и кога правите одредена симбиоза, истражувањето да го врзите со емоции и надградба да биде одредена политичка манипулација. Тоа е под број 1. Под број 2. Случајот Кочани е рак рана. Сега тоа нема да се манифестира на избори. За 3, за 4, за 5 години. Гледате, кај Бранко Царенковски после 10 години му се јавија жртвите на транзиција. Кај Христијан Мицковски, кај Панче Тошковски тоа може да биде и многу порано. Може да биде подоцна. Но никогаш нема да биде заборавено. И знаете, кога ќе се обидите, тоа да го ставите под маса, да продолжите, да речете македонската јавност ќе ми даде мене доверба. Да, бидејќи бранот е таков. Во оној момент кога ќе се олади јавност, кога ќе се оладат емоциите и чувствата, кога ќе почнете рационално да размислувате, тогаш ќе почнете да носите рационални одлуки. Не под влијание на емоциите, не под влијание на очекувањата, не под влијание на тендерите во Република Македонија. Овој случај, поред мене, е камен кој ќе предизвика многу бранови. И ова анализа е некаков камен кој ќе предизвика многу реакции во македонската јавност. Како по обичај, тие реакции нема да бидат јавни, ќе бидат подземни, ќе бидат брутални на некаков начин,
ќе почне со одредени руморење, шпекулирање, така натаму, но после 30 години човек е навикнат на се, без разлика дали се согласува или не се согласува со колегите. 30 години се обидувам да не напаѓам колеги, па дури на интервјуа, тоа сте сведоци, кога ќе гостува колега во емисијата во Центар, јас сум најблаг во моите ставови, во моите прашања. И сега се обидувам да бидам коректен кон сите колеги. Но во еден момент, кога ќе се влезе во еден процес на манипулација, каде што е очигледно дека некој сака да го спаси или Панче Тошковски или Љупчо Коцевски, и врз база на така, во наводници зададената задача, влегува во процес на искористување и злоупотреба на емоциите на македонската јавност, тогаш човек и не може да не реагира. Бидејќи зошто ми ја давате довербата 30 години, ако таа доверба ја користам само за гледање на емисиите, повеќе од 100.000 прегледи. Ако човек таа доверба не искористи да се соочи и со негативни реакции, со негативни коментари, но да ја презентира во наводници својата вистина пред македонската јавност, тогаш и не ја заслужува таа доверба. Се надевам дека се ќе биде во ред и во четврток ќе имаме нова вонредна политичка анализа, пржено 3. Тоа ви го должам, овие се многу клучни, многу битни настани за да не бидат искоментирани во рамки на некоја вонредна политичка анализа, меѓутоа обврската е, или тоа што го имам ветено за пржено 3, ќе се обидам четврток или петок, благовремено ќе бидете информација до четврток или ќе бидете информирани до четврток или до петок. Пријатна вечер Македонија, каде и да си.